Ова е влошка, а ова е тампон. И овие не се за срамота, туку се производи кои што нас не се неопходни на месечно ниво кога имаме менструација. А зборот менструација е еден збор кој што јас во регуларниот говор, во секојдневниот говор, го немам слушнато никогаш во животов. Секогаш кога имаме менструација, обично го заменуваме тој збор со имам добиено, или ми стигна тетка ми, или не знам, оние денови од месецот. И прашањето е, ако нас ни е срам да го кажеме зборот, како тогаш ќе го кренеме гласот и ќе зборуваме за некои работи кои што се навистина важни од овој аспект. Зборуваме за родова еднаквост и за еднакви права помеѓу половите и родовите. Меѓутоа, веднаш наидуваме на една препрака кога станува збор за една фундаментална разлика помеѓу родовите како што е менструацијата. Неизбежна разлика помеѓу половите. Сега, токму на оваа тема имаме моментално спроведување на еден проект кој што се вика Крај на менструалната сиромаштија и застапување за намалување на менструалната сиромаштија во Република Северна Македонија. Спроведено од Сдруженијето на граѓани за промоција на женската активност TEED Inc. Во партнерство со Реактор истражување во акција, кој што го спроведуваат овој проект, и во рамките на овој проект имаат направено на супер истражување, од кои што некои податоци се навистина зачудувачки, онака да ти отворат очи. Според ова истражување е покажано дека една жена просечно во својот живот, во текот на животот, троши околу 200.000 денари само на производи за менструација и менструални болки лекови. 200.000 денари. Тоа значи дека една жена која што заработува просечна плата во државава, која што by the way е помала од просечната плата на мажите во државава, една жена која што заработува просечна плата во државава, треба да работи 8 месеци во својот живот само за да плати за својата менструација. За нешто кое што е сосема нормално и природно. 8 месеци од животот. А оваа бројка дополнително се зголемува кај жените кои што заработуваат минимална плата во државава, а тоа е, значи оваа бројка достигнува 1 година и 2 месеци. 1 година и 2 месеци од животот треба да потроши само за да заработи за влошки или за лекови за менструални болки. Друга работа од ова истражување, која што е навистина загрижувачка, е тоа дека во јавните тоалети, особено во тоалетите во училиштата, нема речиси никакви услови за менструална хигиена. Дури 80% од ученичките одговориле дека во тоалетите во нивното училиште нема секогаш сапун и тоалетна хартија. Нема сапун и тоалетна хартија. А повеќе од 1/5, односно 22% од испитаничките одговориле дека во тоалетите во нивните училишта нема чешма за вода. 64% од ученичките кажале дека никогаш во нивното училиште не бил одржан ниту 1 час за менструација и што е тоа и како да се справат со менструацијата. 64%. Јас се сеќавам дека кога бев во основно, имавме
еден единствен час и тоа беше организиран од некоја компанија која што продава влошки и во суштина тој час беше промоција за нивната компанија и за влошките. Тоа не беше организирано од училиштето, ниту по државата, од општината или што и да е. А слушнете го ова. Секоја пета средношколка или 20% барем еднаш во животот се нашла во ситуација да нема пари да купи производи за менструална хигиена и да мора да импровизира со крпи, тоалетна хартија, весници или нешто друго. Не знам колку од вас знаат, меѓутоа во нашата држава имаме различен начин на даночење на производите. Имаме она регуларен 18% данок на производи и имаме данок од 5% на производи кои што се есенцијални за човековото живење. Значи за храна, за компјутери по некоја причина и така натаму. Меѓутоа, влошките, тампоните и овие производи за менструална хигиена се даночат со 18%. Односно се гледаат како неосновни или неесенцијални за човековото живење. Па не знам која жена ќе ви каже дека баш и не се есенцијални за човековото живење. Значи, жената не само што е приморана да плаќа за нешто што е нормално и природно и кое што се случува секој месец, туку исто така плаќа и дополнителен данок на својата менструација. Организаторите на овој проект за менструална правда порачуваат дека за да се надмине менструалната сиромаштија и да се разбијат табу темите поврзани со менструацијата, потребна е интерсекторска соработка помеѓу министерствата, општините и училиштата. Мислам дека ние жените овие проблеми ги земаме здраво за готово и сме као па тоа е, така е и така треба да биде, неизбежно е. Меѓутоа, со самото тоа што нас ни е срам да зборуваме за ова и ни е срам да спомнеме дека воопшто има ваков проблем, овој проблем нема да се реши, се додека ние не почнеме да зборуваме на оваа тема и се додека оваа тема не стане не табу тема. Резултатите од ова истражување се навистина поразителни и јас би ви препорачала да го отворите истражувањето и да прочитате малку повеќе, да се информирате. И нареден пат кога имате менструација, кажете го зборот барем. Ајде од таму да почнеме.